колешката Кристина Атовска е замината за Атина, каде што ќе ги следи случувањата во грчкиот парламент кога станува збор за гласањето на довербата на владата на Ципрас, но и гласањето за ратификување на Преспанскиот договор и протоколот на земјава за членство во НАТО. А денеска, како што знаете, актуелни беа случувањата и во Македонското собрание, од каде што малку подоцна ќе имаме извештај на колешката Весна Велкова, зашто всушност ќе побараме мислење од вас, односно ќе ве прашаме во врска со официјализирањето на законот за, односно албанскиот јазик преку законот за употреба на јазиците, но освен македонскиот и грчкиот, денеска во светот пак е интересен британскиот парламент, затоа ќе разговараме со колегата Дејан Андоновиќ, каде се гласа Брекзитот практично. Ова е денот Д, како што го нарекуваат. Јас само би се надодал на твоите овие најави дека и ова со Брекзитот е Европска унија, заминување на Велика Британија од Европска унија да се биде или не, а ние пошто тежнеме као држава да одиме во Европска унија, се тоа што го гледаме само ќе не биде поука. Збунувачки можеби. Па можеби збунувачки, во почеток и беше малце да кажеме она разочарувачки дека ние сакаме да влеземе во Европска унија, а една од најаките држави во Европска унија или прва или основачите сака да си замине. Барем ја моето лично впечаток беше дека можеби Европска унија и не е толку предизвик, но гледајќи како се движат работите кај британците, полека сваќам дека Европската унија вистина е многу повеќе од што јас сум очекувал, бидејќи и една Британија се сопна на неа, и една Британија гледа како тој мирен развод како од тој мирен развод да испрофитира. Така, пред да преидеме на главната тема, односно гласањето, само уште едно прашање. Кога ги спомна контрадикторните пораки, ја забележа, предпоставам, контрадикторноста од британските амбасадори конкретно во Македонија, кои што не охрабруваат или не тапшаат по рама, ако можам да кажам, за членство во ЕУ, самите тие ја напуштаат унијата. Околу таа контрадикторност па ќе продолжиме со... Па, јас повторно ќе кажам, според моја слободна проценка, верувам дека е вистината, тоа е дека Британија е подвоена општество во моментот, бидејќи има евроскептици и има луѓе кои се еврофили, би рекол, тоа и се виде. Знаеме како дојде до гласањето за Брекзитот, а сега имаме една друга ситуација каде што покрај опозицијата која најавува, нели, лабористите најавуваат дека доколку дојдат на власт ќе ја вратат Британија во Европската унија и ќе го поништат Брекзитот, до тоа дека огромен број на над 60% се кајат, можеби би сакале да останат во Европската унија, дури се споменува и некоја варијанта на втор организирање на дополнителен референдум, кој според сегашните некои неофицијални анкети сигурно граѓаните ќе се изјаснат за останување на Велика Британија во Европската унија, но актуелната влада и Тереза Меј како денеска веќе се случува тоа едно гласање. Она мора да истурка онаа агенда која има од како би рекол од референдумот од 2016 година, каде што британците рекоа да за Брекзитот, таа денеска по неколку месечните преговори со Брисел и со Европската унија треба денеска у 8 часот у 20 часот по средноевропско време да го стави пред пратениците и пратениците треба да ги изгласаат или да не ги изгласаат предлозите на премиерката Меј. Со што кои се сценаријата, доколку поминат, доколку не поминат? Па сценаријата се доколку не помине, а најверојатно нема да помине. Тоа се значи очекувањата влада еврофилијата, ако можеме да кажеме. Да, влада еврофилијата, бидејќи освен опозицијата која е стрикна, нели, против Брекзитот, и некој дел од партијата на Тереза Меј е исто така против Брекзитот. Знаеме дека Ирска и Шкотска, па и Велс се против Брекзитот, односно доколку се отцепи Велика Британија, шкотланѓаните први најаве дека сакаат да останат во Европската унија, истото го рекоа и ирците во Северна Ирска, кои сакаат со матичната држава да останат, да нема граници, бидејќи со излегувањето на Велика Британија автоматски Северна Ирска и Ирска ќе имаат граница, што па во минатото беше и причина за оние насилства во 80-тите години на минатиот век. Значи, доколку не помине ова, можни се неколку сценарија од распишување на нови избори, од одложување на рокот на излегување преку организирање на нов референдум. Јас нема да шпекулирам, ќе видиме вечерва како ќе поведе. Така, сигурно европските партнери од близко го следат овој процес. Има ли некакви пораки од другите европски земји пред гласањето или се очекуваат ли пораки? Вака, Баневски, европјаните, уште кога го направија договорот со британската влада и премиерката Меј, рекоа дека со овој договор сите губиме, и европјаните и Велика Британија, би го нарекле болен, мирен, но болен развод. Алудирајќи на дека личи на еден брак кој, бил добар, но се одлучило
спогодбено да се разотидат луѓето, али тоа е болен бидејќи се уште ќе останат многу недефинирани работи. У три збора да објаснам дека Британија се обидуваше и владата на Меј се обидуваше да ги направи договорите со Европска унија така да нема обврски, да има права, односно да остане во некаква царинска унија, во некаква слободна трговија. Предвидено е у наредните 2 години да остане така, меѓутоа европејаните сами рекоа дека доколку Лондон заминува од семејството европско, веќе нема да ги ужива тие привилегии. Дејан, кој е твоето мислење? Треба ли Велика Британија да остане во Европската унија и се тој овој процес како ќе влијае бидејќи некако го ставаме економијата во сите држави на втор план? Како врз Европската унија и лично врз државата Велика Британија како ќе влијае тој момент со економијата? Вака, светот е многу сменет. Велика Британија беше најголема империја во историјата. И ако земеме историски да гледаме, Велика Британија го држеше речиси целиот свет. Кога влезе во Европската унија, таа беше поголема од Европската унија. Меѓутоа, со овие години, како што одеше, полека се претопи со останатите земји членки, да не забораваме дека тука е една Германија, тука е една Франција и останатите држави европски кои ги имаат и високите европски вредности, но и високите економски параметри. Велика Британија, веројатно, очигледно и ова што се случува во Франција и ова со Брекзитот, факт е дека ова е порака според мене кон Брисел, дека Европската унија треба да се малку да се редефинира, да не биде толку ригидна, да нема толку голема европска администрација. Најверојатно државите членки имаат проблем овие кои се далеку пред нас, не би се ставал тука како Македонија, но овие големи европски демократи, као што е Британија, Германија, Франција, веројатно ова е порака дека можеби Европската унија треба да почне полека да се модернизира, да се намали таа администрација и бирократија која оди во Брисел, која најверојатно и придонела на некој начин да дојде до некој евроскептицизам и јакнење на овие десничарски партии во Европа кои според некои проценки ќе го наполнат новиот состав на Европскиот парламент. Не знам, ќе видиме тоа ќе проценат британците. Во секој случај проценката на британците во моментот е дека можеби и не е добро да ја напуштат Европската унија. Така, тоа ќе се знае веќе од 20 часот натака кога е гласањето, односно 19 часот по наше време, но само пред да те испратиме, само на кратко, бидејќи веќе најавивме, наша екипа е упатена кон Атина, го најавивме гласањето, какви се очекувањата и какви се импулсите, сигналите кои што доаѓаат од соседна Грција кога станува збор за довербата на владата на Ципрас, потоа да речеме и за ратификувањето на договорот, бидејќи и таму се случува една турбулентна ситуација пред да се прифати преспанскиот договор, или пак би рекле дека можеби ова е еден вид на политичка игра за да се... Јас би го нарекол ова второто, дека мене ми делува како на сценарио да се направи една драма, дека нешто се случува. Дека и за двете земји е тешко да се прифати спогодбата. Бидејќи и на грците, како и на нашите овдека, треба да има јасно дека ова е на некој начин последна и единствена шанса која треба да се реши еден 27 годишен спор, колку грците и да се Европска унија, колку грците и да се на некој начин во доминантна позиција во однос на Република Македонија, сепак и нив веќе ќе им биде во интерес да затворат еден проблем, бидејќи ги имаат уште 100, да ги споменам со Турција, да ги споменам со другите држави. Самиот факт на изјавата на Ципрас, која денеска некаде ја прочитав и кој што порача пред утрешното гласање, дека вреди да се жртвува оваа влада и тој како премиер за да успее договорот од Преспа, само ми укажува дека можеби и дефинитивно утре покрај некоја мала грчка митолошка драма на крајот политичка. Се разбира на крајот сепак ќе мора да помине овој договор и конечно се затвори ова прашање. Така, Дејан, ти благодарам за овие анализи, за овие ставови. Вие, почитувани, се разбира, останете и натаму со нашата програма. Пред да го испратиме колегата Дејан Андоновиќ, ќе го погледнеме прилогот на колешката Весна Велкова, како што можевте да слушнете гласањето за Брекзитот, темата која што ја отворивме во оваа прилика, ќе се случи вечерва во 20 часот по британско време, а во 21 часот по македонско време ќе можете да го погледнете премиерното специјално видео на револуционерниот формат Македонски инсайдер, кој што ќе се емитува ексклузивно на 1 ТВ. Во продолжение го гледаме прилогот на колешката Весна Велкова, а потоа ги отвараме линиите за вашите размислувања, вашите ставови во овие последни минути од овој блок на Студио 1.
кој го прекрши уставот и законите со објавувањето во службен весник на Законот за јазиците со кој албанскиот јазик станува и втор официјален јазик во Македонија. Ова е дилемата која денеска се обидуваат да ја разоткријат самите актери во случувањата. Собранишкиот спикер Џафери, кој ги испрати двата укази и за Законот за јазиците и за Законот за ратификација на договорот со Преспа, без подпис на Иванов, но со објаснување зошто го сторил тоа, вели дека шефот на државата, Иванов, ги побркал ломците, бидејќи не може да покрене постапка против законодавната власт. Од постапката за донесување на закон, постојано и во континуитет сум тврдел дека само во рамките на постапките и процедурите кои што се пропишани во Уставот и Деловникот. Според процедурите, Уставот не го испочитува председателот на државата и со тоа може да се смета дека од таа страна е направено прекршување на обврските што произлегуваат од Уставот и со тоа злоупотреба на службена должност, односно функција, со актот на неподпишување на указите за прогласување на законите. И во тој контекст, според членот 8 од Уставот, основни вредности, односно темелни вредности на уредувањето во Република Македонија е поделба на властите во законодавна, извршна и судска власт. Впрочем, председателот на државата му припаѓа е дел од извршната власт и истиот не може да се меша во надлежности на законодавната власт како највисок орган во Република Македонија и со тоа фактички он не ја исполнува својата обврска. За Иванов и спикерот Џафери и директорот на службен весник Мартин Костовски треба кривично да одговараат бидејќи го прекршили Уставот. Ја повика меѓународната заедница да се произнесе дали поддржува вакво носење на закони. Доцна синоќа имавме можност да го видиме вистинското лице на владината коалиција на СДСМ и ДУИ која себе си се смета за проевропска. Објавувањето на Законот за употреба на јазиците и на Законот за ратификација на спогодбата од Преспа во службен весник без подпис на указ од председателот на Република Македонија се противуставни. Со доставувањето на овие два закона во службен весник е прекршен член 75 од Уставот на Република Македонија, додека објавувањето на законите е направено незаконски и представува основа за кривично гонење. Стои во писменото соопштение на Иванов. Кривична пријава против Џафери и Костовски најави и опозицијската ВМРО ДПМН. Од СДСМ пак контра, Уставот не е прекршен. Дуи го поздрави објавувањето на законите во службен весник. Незаконското објавување на законите е злоупотреба на службената должност и е казниво согласно член 353 од Кривичниот закон на Република Македонија. Ова дело не застанува за година или две, за да може сторителот да биде амнестиран од кацарска судството на Зоран Заев. Согласно Уставот, односно член 75 став 3, доколку во второ читање со потребното мнозинство во собранието се донесе законот, Ѓорги Иванов е должен да го потпише законот. Дополнително во Уставот, став 52, председателот на собранието треба да го објави законот во службен весник, доколку во собранието при второ читање е донесен со потребното мнозинство. Нелегитимниот председател кој што е во заминување, има само уште 2 месеци во неговата канцеларија, го потпишува само прогласот на законот, а не законот. Законот се потпишува од страна на председател на Собранието на Република Македонија. Прочитајте ги законите, прочитајте го Уставот, прочитајте го Деловникот и објавата на Законот за јазиците заедно и со Законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција во службен весник е целосно согласно законот. Во рок од 6 месеци законот за употреба на јазиците треба да се реализира. Со него се предвидува во институциите на централно ниво, како во собранието, владата, судските органи и другите институции, како во пишување, така и во зборување, да се користи јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија. Токму во овие моменти ги отвораме линиите за вашите коментари во однос на изгласаниот закон за употреба на јазиците. Дали според вас, вие гледачите, сметате дека требаше да биде потпишан од страна на председателот Ѓорги Иванов, а подоцна да биде објавен во службен весник, а некако што е веќе објавен во службениот весник без подписот од шефот на државата Иванов, туку само со подпис од председателот на законодавниот дом Талат Џафери, а додека пак Иванов има во уснота телефонските бројеви
зборови се отворени за ваш коментар, а во меѓувреме сметаат ќе ги пренесеме досегашните ставови на политичките партии, односно на страна на представниците на политиката во однос на законот за употреба на јазиците. За него, за законот за употреба на јазиците и законот за ратификација на договорот од Преспа веќе, како што и знаете, се објавени во службениот весник. Од таму информира дека законски се обврзани всушност да ги објавуваат прописите во земјава. Работењето според службениот весник е во рамките на уставот и законите и само ја исполнуваат таа законска обврска што сметаат дека нели согласно закон е донесена според службен весник во законодавниот дом, додека пак Иванов смета дека законот за употреба на јазиците, дека кој договорот од Преспа кој што е подпишан како закон во собранието без указ од председателот на Република Македонија се против уставни, додека пак од владата на Република Македонија се вела дека институцијата председател на државата не е законодавно тело во однос на тоа за законот за употреба на јазиците. Артан Груби, пратеникот од ДУИМ, пак по објавувањето на законот за јазиците во службен весник го повика ВМРО ДПМН да бидат првите што името на партијата ќе го напишат и на албански јазик, додека пак генералниот секретар на опозицијската партија ВМРО ДПМН бара го нарекуваат законот за употреба законот за употреба на јазиците како закон за двојазичност и бараат од ВМРО ДПМН да биде блокиран. Доколку веќе имаме некој на линија, предлагам од режијата да ги вклучиме со ваш коментар всушност гледачите. Додека ги очекуваме гледачите, всушност има уште една интересна информација која што објавија дел од медиумите, тоа е дека никој не знае колку лица ќе се вработат во агенцијата и инспекторатот што ќе мора да се формираат согласно новиот закон за употреба на јазиците. Не се знае ниту во надлежност на кој секретаријат ќе биде владината агенција. Се знае само дека во агенцијата ќе треба да се вработат овластени судски преведувачи, лингвисти и дипломирани филозофи по албански јазик, како и лиценцирани лектори. Агенцијата ќе биде одговорна за превод и лекторирање на документи, како и на сите акти што се објавуваат во службен весник и ќе презема мерки за унапредување на употребата на албанскиот јазик. Нејзиниот директор ќе го избира владата и ќе има мандат од 4 години со право на реизбор. Парите потребни за работа на агенцијата ќе се обезбедуваат од државниот буџет. Инспекторатот пак ќе биде под надлежност на Министерството за правда, но и оттаму за медиумите дале само општи информации околу неговото формирање без конкретни детали околу тоа што всушност ќе се случува во наредните денови или во наредните 6 месеци колку што е рокот за имплементација на овој закон. А ние го имаме и првиот гледач, доколку не се лажам во овој дел од студиото. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, вие сте во програма, господине. Го поздравам господинот и ми е драго што веќе стана Македонија една права демократска држава за да се почитуваат сите правата. А ова не е основа денеска, него се враќаме на неколку години и десетици години во историјата. Гоце Делчев рекол, јас сум албанец по потекло, Гоце Делчев рекол да се надпревариме во култура. Така, дали рековте дека со ова Македонија станува демократска држава, сакате да кажете дека друго ништо не беше потребно освен либерализирање или да речеме проширување на употребата на албанскиот јазик за да Македонија за вас биде демократска земја? Да, Македонија би требало одавно, уште 92 година да биде на овој степен. Меѓутоа, ние сме закасниле со едни вакви политички структури што народот целосно пати, без разлика на која националност припаѓа. Во секоја сфера, предпоставам, би сакале да кажете, не само поради... Да, во секоја сфера. Меѓутоа, имаме една разлика. Дали е законски да се председателот да подпишува закон за овие амнестираните, а овие другите не се по закон. Сега, кој закон се прекршува? По ваше. Барам мислење и да се предјавно... Зборувате, предпоставам, за аболицијата на председателот која што беше за случаите на специјалното јавно обвинителство. После 2 дена одма бот трча да подпише, а сега касно.
Така, во ред, ви имаме и други иницијативи, визиони што фактички нас не спречува како Македонија, како држава. Јас сум албанец, ви реков и претhodно, меѓутоа ова земја е наситена. Така, ви благодарам за вашето јавување околу објаснувањето за аболицијата и разликата помеѓу конкретнава амнестија. Тоа беше една тема која што беше отворена, да имаше разлика во однос на двата правни акти. Мислам дека имаме само уште еден гледач и тоа е времето кое што го имаме за овој блок, односно до овој дел од Студио 1. Дали го имаме гледачот на линија? Да. Ало, добро вечер, повелете во програма. Стив ве замолил да бидете што побрзи и поконцизни за да можеме да се одјавиме. Кратки и јасни. Па вака ќе речем, се евам од Прилеп. Повелете. На здравие нека ни е. Дали знаете за Палестина? Зборуваме за Македонија, се држиме конкретно до нас, до нашиот пример. Поентата ми е, палестинците се бореле 50 години за да чуваат тоа парче земја, а гасторија наши се најда и тоа што го имаме на здравие нека ни е. Во ред, доколку немате дополнително што да ни кажете, тука би ви се заблагодарил. Дополнително, дали има еден македонец, гинеле, се бореле, сме ги мислеле дека не биле учени, прости биле, али знаеле зашто се борат. А овој јаден народ и ова најгнасното нешто, најдолното го доживеа. Да утре македонец остани само со капата на глата. Така, во ред, ви благодариме за вашиот коментари, го цениме мислењето. Баневски, само за на крај да потенцираме дека за овој дел од програмата на Студио 1 го побаравме и Мартин Костовски, директорот на Службен вестник. Меѓутоа, нивниот став беше дека само преку писмено соопштение, како и другите институции, како и од владата и од страна на кабинетот на Иванов. А во овој кус период од крајот на Студио 1 имавме можност да слушнеме еден гледач кој што рече дека конечно Македонија станала демократска земја со оглед на тоа што се проширила употребата на албанскиот јазик, како и уште еден гледач кој што зборуваше дека актуелните власти не знаат како и не знаат зошто треба да се борат за земјата. Ова се накратко сублимирани доколку можеме да кажеме мислењата на нашите гледачи и граѓани, но ние отстапуваме простор за вас и можете да се јавите во текот на целата наша програма. Телефоните се отворени. Тука некаде се одјавуваме јас и колегата Игор. Студиото го препуштаме на забавниот дел возење со Вучич, ексклузив и вашиот омилен Сергеј, а се враќа назад во студиото во 19 часот колегата Александра Чомовски кој што го презима ноќниот термин. Секако уште еднаш да ве потсетиме, не заборавајте дека во 21 часот ќе биде емитувано специјалното видео за револуционерниот медиумски формат Македонски инсайдер, ексклузивно на нашата програма на 1 ТВ во 21 часот. Тука некаде ние се одјавуваме и ви благодарам за вашето внимание. Секако останете натаму со нашата програма и следете не и онлайн преку 1tv.mk. Пријатно. Вечерва, премиерно на 1 ТВ. Филмот кој предизвика бурни реакции кај гледачите и која откри реалната слика за фудбалот како обсесија на англичаните. Како изгледа приватниот живот на фудбалерите и влюбениците во овој спорт? Кои се нивните пороци и дали се поврзани со криминалот во државата? Вечерва веднаш по Дакар. Фабрика за фудбал. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викингзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт.
Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов.